Министерот за правда Игор Филков денеска најостро реагираше на како што наведе обидите за полагањето на правосудниот испит да се претвори во поле за политички притисок и етничка конфронтација по вчерашните протести во Скопје на кои се бараше употреба на албанскиот јазик при полагањето на правосудниот испит. Во својата реакција Филков истакна дека правосудниот испит не е политичко, туку професионално и правно прашање кое мора да се спроведува согласно законите и стандардите на државата. Обидите да се прикаже законската уврска за познавање на македонскиот јазик како дискриминација се опасна манипулација со јавноста и директен удар врз уставниот поредок, нагласи министерот. Тој посочи дека македонскиот јазик е службен јазик на целата територија на државата и представува темел на институционалниот и правниот систем. Недозволиво е да се користат чувствителни теми што директно го засегаат правниот систем за собирање политички поени или за создавање меѓуетнички тензии, додаде министерот. Филков нагласи дека правосудниот испит се организира и спроведува согласно важечките законски прописи и професионални критериуми, а не според, како што рече, дневно политички агенди или притисоци од улица. Додаде дека Министерството за правда останува отворено за институционален и аргументиран диалог, но нема да дозволи девалвација на правосудниот систем и поткопување на улогата на македонскиот јазик. Вчерашниот протест во Скопје на кој се бараше употреба на албанскиот јазик при полагањето на правосудниот испит беше проследен со извици УЧК, како и со истакнување албански и американски знамења, при што не беше забележено државното знаме на Македонија. За време на протестот се случи инцидент кога група млади лица, дел од учесниците, влегоа во меѓусебна физичка пресметка. Според информациите на протестот, имало и лица од Косово.